Тоа беше анализата на Ирена Радовановиќ и благодарам секако за прекрасната анализа која даде вистинска слика за се ова што нам ни представува еден од важните, да речам, стожери кои некој сака дефинитивно да ги наруши, статиката да ја наруши и Македонија да ја врати во непознат правец. Или во кој друг правец ја и самиот не знам. Драги мои, видовме дека се очекува околу 22 часот веќе за некоја минута, завршуваат гласањето во Ирска, значи зависи и судбината на Европската Унија, дали и она тај понатаму ќе оди кон незино проширување. Но од друга страна да бидеме во секој случај патриотски настроени. Дали треба во овие моменти, во овие мигови да бидеме пиромани, да бидеме пелјаджи или трабелмејкери, да создадеме негативна слика за сопствената земја, имајќи факт дека оваа држава, Република Македонија, не е собственост на група граѓани, на политичка партија, представува корпус и творба на секој граѓанин на Република Македонија. Значи, од друга страна, ја верувам дека малициозноста и тој стрит сленг или говорот на омразата треба да се суспендира под итно и заедно сите да ги интегрираме нашите сили и да дефинираме една национална стратегија. Ема мал коментар, а се одиме со уште еден джингл и започнуваме со третиот дел на емисијата. Останете со нас. Вистина доаѓа тоа што викам 3 во 1, меѓутоа сепак интересно, ќе се согласите со мене. Една од темите што секогаш веламе и Жежо Костен, што овие 18 години, секогаш се ставаше под тепих, тоа го знаем, уште 91-а, нашите големи политичари или стари лисци, знаејќи факт дека оваа држава токму на една мултиетничка држава, меѓутоа се знае кој е мнозинско население, тоа е македонскиот народ. Тоа не значи дека македонскиот народ не го почитува своите сограѓани или другите етнички заедници. Покажа фактот дека македонскиот народ го потпише еден најисториски документ, тој е рамковниот договор. Дефинитивно инструмент кој представува парадигма на вистинска демократија. Македонија го положи испитот по кој пат докажа во светот дека заслужува и според арбитражната комисија веќе да биде дел од тој джет сет. Но тоа што е битно, велам, дали трите белези на државата некој сака дефинитивно да ги маргинализира. Имајќи факт, почитувани, дозволете во овој дел да најавам дека Слободан Томичи најмалку не се страми од светоста, а тоа е кутлежот. 16-то кратко сонце, кое денеска сакам повторно да соопштам на нашите македонци во Австралија кои следат емисијата преку радио Илинден, ги поздравам сите македонци, дека ни најмалку не е тргната, никој не ни врши притисок, но во функција на вечерашната емисија и белегот на државата, тоа е грбот, кој еве сакав како еден уводен збор да дадам, денеска, до ден денеска не се говори на. Дали југоносталгијата или 62 години плачење по таа петокрака, која дефинитивно ја суспендира сите бивши југословенски републики и системи, останува само една болка на овие простори. И редно ли е во Република Македонија дефинитивно да имаме еден од важните белези на државата, а тоа е грбот. Со тоа што ја најавам тема, тоа е бива ли држава без грб. А за тоа вечера ќе говорам со мојот почитуван гостин, магистер Јован Јоновски Харалд. Добро вечер и добро дојдовте. Верувам дека нема да замерите, имавме скоро речиси половина час за првите 2 дела од емисијата. Беа интересни, ќе се согласите со мене, но предпоставам овој третиот дел ќе создаде уште поголемо внимание. Не мислам како првото мораме сите да бидеме искрени, мора да бидеме едно тело. Значи, бива ли држава без грб? Драги мои, значи ве очекувам исто во оваа емисија, во поголем број, но имате една друга можност, а режијата ќе ја замолам да го напише телефонот на кој вие можете SMS порака, нормално како што е редовната тарифа, да ги поставите вашите прашања. Но тоа не значи дека нема да се јавите, ќе се јавите во делот кој ќе ве поканам. Значи, SMS пораки можете од сега па до крајот на емисијата да пратите, а секако околу 22 часот и 25 минути ќе има ваши јавувања. Господин Јоновски, темата е бива ли држава грб? Не. Грбот е еден од основните символи на државноста и за жал Македонија нема грб. Туку има едно социјалистичко лого кое што е
направено по урнекот на истото такво социјалистичко лого на Советскиот сојуз. Тоа е едно поле кое што е опкружено со житни култури, на кои што во чии врвови се наоѓа петокрака звезда. И тоа е урнекот по кој што беа правени грбовите на сите социјалистички републики, сите социјалистички држави и македонскиот грб. Со таа разлика, големиот дел од држави во тој односно во таа социјалистичка иконографија го инкорпорира и својот символ. За жал, Македонија остана на онаа страна заедно со Романија, со Црна Гора, кои што измислија нешто сосема ново. Од едноставна причина што во самиот воведен збор го спомнав, овие 18 години како да постоеше новинарска забелешка, страв, страм или нешто трето, да се дефинира главниот белег на државата. Јас би рекол повеќе несериозност за значењето на символот. Зошто несериозност? Па веројатно политичките кругови сметаат дека тоа не е доволно битно и дека можеби во некое друго време да се реши. Тоа друго време не доаѓа во 18 години, значи е пропуштен моментот кога едноставно е дефинирана државноста на Република Македонија со изгласување на химната, изгласување на знамето и дури самиот уставен закон предвидуваше дека и грбот ќе се донесе до 6 месеци после уставот, значи до 92 година. И затоа бевме една од ретките земји, односно единствена која што на нашиот пасош немаше никаков символ. Нели објаснувањето беше дека грбот кај и да е ќе се донесе и потоа ќе биде накнадно вметнат. И сето тоа трае до 2006 година, кога грбот повторно, односно ова социјалистичко лого, кое што е веќе надвор од употреба, значи секаде сите други земји го отфрлија, кај нас повторно остана. Има ли општо обиди да се реши овој проблем? Да. Значи обиди постојат уште од самиот почеток, кога требаше да се дефинира грбот, беше формирана комисија која што прибираше понуди, имаше конкурс за грбот и пристигна околу 2000 понуди. И најголемиот дел од нив беа инспирирани од земскиот грб, од златниот лав на црвена основа, под влијание, да речам, на истражувањата на академик Александар Матковски. Тогаш постоеше една комисија составена од историчари на уметноста и етнолози. Александар Матковски самиот беше присутен во таа комисија како надворешен член, но за жал тој почина пред да биде завршена целата таа постапка и ништо не се случи. Понатаму првиот обид за решавање е од 92 година дотира, кога е иницијатива дадена грбот да се состои од знамето, односно знамето да биде ставено на штит. Истата таа идеја се случува и 95 година во моментот на промената на знамето, кога Република Македонија се откажува од нејзиното знаме, значи од звездата од Кутлеш. Тогаш е направен и уште еден проект да се направи грб заедно со знамето, значи истиот дизајн да биде само ставен на штит, и таа идеја не проаѓа. Понатаму двата блока, да ги наречеме, десниот блок неколку пати доаѓа со иницијатива земскиот грб да се прифати. Тоа е на неколку, значи почнуваат првиот предлог е од иницијативата на интелектуалци. Понатаму Светскиот македонски конгрес ја дава таа идеја, ВМРО Народна, истата таа идеја. Имаше Тодор Петров за малку успешен. Да, значи Тодор Петров како еден независен пратеник беше медијатор помеѓу СДСМ и ВМРО, значи како државен грб да се усвои дизајнот на Мирослав Грчев, нели по определба од СДСМ, и како, значи тоа служеше како една алка на некој компромис, но за жал дури беше постигнат договор да тоа се стави на собраниска расправа, но на таа собраниска расправа имаше некои други моменти кога двете партии пукна тиквата. Да, кога пукна тиквата и едноставно таа седница не се случи и со тоа едноставно тој предлог замина во историјата.
Од другата страна, првиот предлог е од Никола Поповски. Тоа е за отстранување на петокраката. Отстранување на петокраката, која што неколку пати се доаѓа како предлог, и тој последниот што е, значи, предлогот од страна на премиерот од 2007 година, кој сега повторно се појавува. И четвртиот обид, повторно од условно левата страна, е така нареченото словенечко решение, значи она што е на полето, планината, сонцето и реката, да се стават на штит. Грб на штит. Да, значи истата содржина, сонце кој што изгрева зад планина и во подножјето река. Како другите го имаат решено оваа прашање? Значи, како што спомнавме претходно, другите држави едноставно ги вратија своите стари символи. И јас, значи, би одел малце подобро како во првиот пат ги имаат направено. Да. Значи, ќе почнам од Србија, значи, како една кнежевина која што почнува со првиот устав од 1835 година, за грб го зема грбот кој што е во стематографијата на Жефарович. Истиот случај се јавува и со Бугарија, значи со нивниот Трновски устав од 1879 година, повторно се бара грбот од стематографијата на Жефарович, затоа што тоа е едно дело кое што е општо познато, бидејќи има претрпено неколку изданија, значи првиот е од 1741 година, и се зема како авторитет при донесувањето на грбовите. Значи, кај ни воопшто не се поставувало прашања што треба да биде грбот. Да. Нешто за традицијата. Македонија ја има таа среќа да има голема и долга традиција што се однесува до хералдиката, до Така? грбот. Матковски нешто пишува за тоа, но тоа е само еден мал сегмент. Така. Значи, Македонија се јавува во европските грбовници уште од првата половина на 15-тиот век. Значи, првиот најстар, оној што ни е познат до сега, грб на Македонија, потекна од 1447 година. Дали може тука режијата, бидејќи го стартуваше клипот, да повторно го стартува и да го искоментираме, можеме ли? Значи, тоа се еден корпус, да речем, еден убав сублимат на повеќе грбови, но вие може да коментирате, да продолжите во делот на традицијата. Веројатно нема да биде на клипот, затоа што е тој релативно ново откриен, значи го не е во изложбата што е во Музеот на Македонија и представува на син штит 3 златни круни. Интересно да се спомени дека овој грб му се припишува на Александар Македонски, Да? и во гравури од истиот период се наоѓа Дали го имаме со нас тука, па да го пренесеме на гледачите да видат како тоа изгледа. Јас денеска имав можност да го регистрирам, или го имате вие? Јас го имам, веројатно малце подоцна во емисијата ќе успеам да Да. го покажам. Добро. Затоа што Продолжете околу традицијата. Да. Значи, понатаму другиот е, тоа е, значи, на сино 3 златни круни. Понатаму, исто така од 1448 година, се јава уште еден грб, кој што е, значи, на црвен штит 4 златни градобрански греди. И понатаму има уште друга плејада на грбови. Така. Особено интересна категорија за грбовите што се поврзани со Македонија, значи предам нова, да спомнам дека грбовите во тоа време се подразбирале не на земјата, туку на кралот на земјата, затоа што размислувањето било дека државата, односно нели територијата е едновродено право на царот и дека царот и државата се едно исто и затоа зборуваат за кралот на Македонија. Понатаму, она што е, спомнавме, поинтересно, тоа е грбовите, припишаните грбови на Александар Македонски, нешто што беше непознато во Македонија до сега, затоа што никој не го истражувал. Ова се земските грбови, на нив ќе се навратиме подоцна. Ја претпоставам дека режијата господин Деспот Себишки може да го изврти клипот грбовите на Александар Македонски. Тоа се, мислам, на почетокот на самиот клип. Но повелете, искоментирајте ги. Да. Значи, тоа е интересно што досега најстариот познат грб на Александар Македонски
е од 1394 година, на која Што што е содржи? представен Александар Македонски, значи тоа е на клипот кога ќе стигне овој. Да. Интересно е што содржи лав кој што со двете раце држи секира, значи на црвен Тоа го штит. имаме, ја мислам режијата може дека клипот дојде. Значи овде кај што ми е прстот, да, може еден зум да се направи. Значи од 1394 година, понатаму грбот на Александар Македонски се јавува во неколку варијанти. Значи најчесто тоа е лавот. Значи првото, освен овој лав што го имаме најстариот, следниот е лав кој што седи на престол во своето велелепие. Понатаму два лава, еден свртени еден кон друг. Еве, ја мислам дека оди клипот и можеме да Тоа е токму тој- ова што го спомнавме. Значи ова е најстарата представа на Александар Македонски, кој што е многу жива представа во средовековна Европа како дел од митот за девете достоинствени. Што значи? Значи тоа е еден еп за 9 достоинствени, тоа се 3 триади, значи Да. да. Тоа е повторно, еве токму тоа е, значи грбовите на девете достоинствени. Значи има 9, односно 3 добри пагани. Тука се Александар Македонски, Хектор и Јулије Цезар. Значи повторно еве ова е варијанта 3 круни на црвена основа. Ова е грифенот. Еве го грифонот, да. Значи Беше една информација простри во Да, некој во од ред. весниците дека како можно решение е грифонот. Грифонот, нели? Ние имавме таа можност во минатата емисија, господин Владимир Павлов, кој го поздравувам, донесе детај, значи е ископано еден грифон, нели, кој екзистира 3000 години, исправете ме, нели, пред нашата ера, кој е постар и тој што е во Италија. Тој од Италија што е. Јас не би очекувал во Македонија да е 3000 години стар, но општо земено, значи во постарите култури, во Асирија, во Вавилон, може да се најде, значи да се датира и со таа Што старост. представува еве тој детај, тој предлог на пример што Значи јас би се навратил на тоа дека грифонот често се поврзува со Александар Македонски. Добро. Значи ако земете било кој речник на символи, ќе прочитате дека грбот, односно грифонот му се припишува на Александар Македонски. Тоа потекнува од митот, нели, дека Александар Македонски бил подигнат во кошница од 4 грифони и му било покажано целото царство кое што тој сакал да го завладее или ослободи. грифонот представува? Значи грифонот представува една митска фигура на половина лав, половина орел. И сега значењето може да биде Символиката? доста различна. Се обидувам денеска ќе покриеме вечерва некој Да. дел. Значи тоа е како најсилното животно и најсилната птица. Тоа представува символ на значи како чувар, символ на земниот живот и символ на небесниот живот. Значи тука исто така има и во христијанството улога, значи грифонот се спомнува понекогаш и како представа на Исус Христос во двојната природа, човечката и божествената природа, повторно исто така се јавува како символ на вознесението. Тоа еве го имаме во кадар. А? Грифонот го имаме во кадар, нели? Јасно. И тоа е присутен значи и во антиката. Особено имаме многу артефакти пронајдени на територијата на Македонија. Токму тоа сака да со грифинот. Особено да речеме од тој период, значи од 4 век пред нашата ера, грифинот се јавува на неколку наоѓања од селото Марвинци. Се наоѓа на пајонски монети. И она што е многу интересно, се наоѓа и наслика на зидовите на така наречената гробница на Филип Македонски, значи што се наоѓа во Кутлеш. И можеме да кажеме дека значи на еден начин заедно коегзистира со сонцето. Во европските грбовници тоа се наоѓа, значи она најстаро што е до сега откриено од 1516 година во гравура на Ханс Букмаер. Исто така може да се најде и во баварскиот грбовник од 1530 година. Значи повторно велиме тоа е еден символ кој што му се припишува на Александар Македонски заедно со лавот и е присутен во европските грбовници и е присутен како артефакт на територијата на Македонија. Така.
Со оглед дека, почитувани гледачи, ова емисија не сакав да биде дебатен клуб, ниту сакам да наликува на дебатен клуб, со оглед дека свика отворено со народот, говориме со вас, дискутираме со вас, дебатираме со вас. Јас само режијата би ја замолил. Веро нема да ми замерите. Сакам вечера да му посветам исто од големо внимание на манастирот Свети Јован Бигорски. Дали може режија, еве со заедничка согласност на гледачите, на плазмите, да оди тој клип за поддршка на и помош на манастирот Свети Јован Бигорски, а ние ќе коментираме нормално, можеме да ги вклучиме едновремено и гледачите, доколку имаат нешто да додадат као прашања, но вие продолжите со коментарот. Да. И значи оној другиот сегмент кој што е досега познат, истражувањата на Александар Матковски е Илирската хералдика. Така. Значи, најнапред сакам да ја опишам Илирската хералдика, затоа што терминот Илирија кај нас доаѓа до малце поинакво значење. Значи, оригиналното значење на Илирија всушност доаѓа од времето на пансловенското движење, особено на овие простори, поттикнато од слободата на Дубровничката република. Значи, под Илирија се подразбира едно големо сесловенско царство. И затоа, значи, според досегашната наука, се вели дека еден автор на Илирската хералдика, односно на илирските грбовници, е Петар Охмучевич, еден богат морепловец од Дубровник, кој што, сакајки да докаже дека има благородничко потекло, ги составува овие грбовници. Сега, најстариот досега откриен грбовник е лондонскиот грбовник, кој што не е сигурно датиран, но се датира пред Коренич Неорич, кој што е датиран од 1595 година. И овој грбовник е јасно рачно нацртан и понатаму тој доживува многу рачни копии. Каде што го представува македонскиот лав. Значи, грбовник за Македонија? Не, тоа е грбовник, илирски грбовник, значи кој што содржи грбови на словенските балкански земји и уште 157 лични грбови, семејни грбови. Значи, првиот препис е од некаде пред 1595 година. Самиот грбовник, што е интересно, тврди дека е оригинално од 1340 година, составен од Станислав Рупчич, кралот на грбови на Стефан Душан. Дали грбот може да ги консолидира народите? Па грбот служи како една идентификација. Значи, како што луѓето се идентификуваат со знамето, дали тоа ќе биде на надпревар спортски, или тоа ќе биде на она сосема другата страна од, да речеме, на бојното поле, грбот и знамето е еден символ со кој што луѓето се идентификуваат. Значи, ја идентификуваат својата припадност кон државата, кон власта, кога станува збор нели за државниот грб. Швајцарија секојаш е модел за држава со сите салтани, мислам сите нишани, со сите педигреа дека е европска профилирана држава каде што се почитуваат сите стандарди. Таму ги обединува крстот. Да. А имаме французи, германци, италијани. Да. Тоа е она што се обидувам да го кажам, дека државниот грб или земскиот грб не е слика на националната структура. Значи, мене не ми е познато некој грб да ја одразува националната структура. Затоа што едноставно тоа е државен грб и тоа е грб на државата како правно лице, како ентитет, кој што до Француската револуција бил грбот на владетелот. Со Француската револуција од 1789 година се менува концепт. Тогаш веќе не е кралот носителот на суверенитетот на државата, туку тоа е народот. Да. Тоа се граѓаните. Еве токму тоа што го видовме. Значи, еве, овие последните два се грбови на кралот на Македонија од Баварската библиотека. Ова е исто така грбот на кралот Македон од Ематија, значи Ематија нели старото име на Македонија или една област околу Солун и Береа. Еве го, ова е исто така еден од грбовите кои што се припишани на Македонија. Тој е сличен на најстариот, тоа што го спомнавме од 1448 година. Ова е тој што го спомнавме во времето на Александар Македонски, точно.
Ова што е необјавено предпоставам до сега. Да, значи ова е еден пехар кој што е најден во Македонија, во кој што се содржи лавот. Ова е еден многу прекрасен пехар, кој што е направен во со многу прецизна техника и од некаде од 14 век. И тука ни покажува како артефакт дека лавот е еден од символите кои се Меѓутоа, сите грбови се Македонија се поистоветува е строго дефиниран лавот. Да. Што не на сите грбови, туку зборуваме за илирските грбовници, затоа што тие се копија еден од друг. Она што е битно да се каже дека лавот од грбовниците излегува во практиката. Значи тоа почнува со Разловечкото востание од 1878 година, кога на знамето е аплициран лавот. Значи црвен лав на златна основа. Тоа е еден интересен факт што треба да се предвиди, затоа што рековме најстариот грбовник е лондонскиот грбовник од 1590 и некоја година. Но значајно е да се спомни влијанието на печатената литература. Значи најстарата печатена литература која што содржи грб на Македонија е Историјата на словените од Мавро Орбини од 1601 година. Но тука започнува оној дуалитет на боите. Значи повторно го имаме лавот, но таму за Македонија е ставен црвен лав на златна основа. Тоа е она што поратаму Павле Ритер Витезович го превзема во својата стематографија и Жефарович ја преведува таа стематографија на словенски разбирлив јазик. Таа е печатена преку 4 изданија и едноставно станува стандард за хералдиката. И затоа се јавува тоа дуалност на грбовите. Значи повторно е лав, туку само се разликуваат боите. Значи од илирските грбовници, што е преписот, е златен лав на црвена основа, додека од овие печатените дела, значи од Орбини 1601 година, од Витезович 1701 година, од Жефарович 1741 година го представуваат обратната комбинација. Господин Јановски, да бидам искрен, новинарска забелешка, за мене бе представуваше вистинска перверзија, еден предлог, да, задржете го постои привремени, да. Нели? Ставете му лавче на место петокрак. Тоа е чиста перверзија во секој случај. Тоа биде комедија, би рекол повеќе. Така? Едноставно исмејување тогаш би било и унакажување на стариот грб, а уште повеќе и на земскиот грб. Да. Со оглед дека реков дека уште еднаш ке ве молам, режија, напишете го бројот за SMS пораки, сакаме да ги прочитаме на крајот или во текот на емисијата, но ќе дозволите налце да поразговарате директно со народот. Претпоставам дека има интересни прашања што народот би можел и би сакал да ви ги упати. Секако реков дека ова е еден од шешките теми што секој политички субјект, дали е во власт или опозиција, избегнува, но редно еднаш да се дефинираат. Но како и да е, зошто 91 година се одби, се ескивираше ова? Па има неколку причини. Да. Значи првата причина е една структура од постарите борци, Да. кои што сметаа дека тоа е символ со кој што Бугарија ја окупира Македонија. Значи тука предничаше тогашниот председател на Република Македонија. Првиот татко. Да. И понатаму вториот момент беше тоа што веќе една политичка партија го зема тој символ како символ за својата партија и сите други сметаа дека веќе не го гледаат тој символ како символ на Македонија, како еден символ на обединување, туку напротив како еден символ на разобединување по политичка основа. Но ме охрабрува друга ситуација кога слушам дека Никола Поповски, поранешниот генерален секретар на СДСМ и председател на собрание, тој имаше предлог за отстранување на петокраката. Да, значи тој предлог е доста рано во нашата историја, но никогаш не стигна до собраниската расправа. Зошто? Истото се случи со сите предлози. Едноставно Страв, страм или веројатно двете. страв лозјачува? Да, значи едноставно се тргнуваше со идејата дека за да се смени грбот е потребен поширок консензус. Но поширен консензус во демократија не се добива. И особено едноставно државните символи не се решаваат на референдум.
Значи никогаш не се решавале, веројатно може ако Македонија реши такво нешто. Едноставно, јас би го дефинирал тоа како немање на државотворност. Значи чувство на државотворност за важноста на символите. Тоа се работи со кој што не се игра. Затоа што државниот грб треба да биде нешто што ќе трае. Не е нешто што ќе биде за една година, За еден мандат. за еден мандат, значи за собирање на политички Тоа поени. не е семен грб, фамилиарен да речем. Да, значи Што е секој случај тоа е за респект секако. јасно, да. Меѓутоа представа грб на држава. Точно. Затоа што при изработката на семените грбови армигерот тој што го носи доаѓа со своји идеи. Значи јас сакам ова, сакам грбот да го представува, сакам да го грбот да Тоа го се представува. желби. Тоа е желба. Да. Меѓутоа ова е нешто што е свето и треба да се запази. Да. Ние ги видовме. Основниот белег за Македонија е лавот, претежно. Не претежно, 99%. Значи она што е најпознато и најпознато како што спомнавме и на знамињата на востанијата после Разловечкото востание од 1878 година, иконографијата најчесто е лавот. Значи некогаш е златен лав на црвена основа, некогаш е црвен лав на златна основа. И тоа е најприсутен. Значи и понатаму во иконографијата во црквите, значи почнувајќи од Рилскиот манастир и уште неколку манастири каде што се гледа влијанието на стематографијата на Жефарович. Уште нешто да подсетиме, ја земавме Швајцарија. Да. Земја која представува синоним на совршенство. Нели? Значи, да, на меѓусебни односи. Да. Која ги интегрира, ги консолидира, ги обединува, ги обврзува да бидат под еден чадор. Да. Четирите нации, нели? Да. И сега се постава прашањето кого, значи кој ентитет го представува. Така. Значи грбот на Швајцарија не е грб кој што е поделен на 4 полиња, каде што вели, нели, секој ентитет ќе има свое поле. Значи тие сложени грбови се познати во хералдиката. Например, можеме да спомнеме грбот на Англија, нели, тоа е поделен на 4 полиња, но тука не представува народи, туку представува територии кои што Обединетото кралство ги има. Значи, нели, Англија, Шкотска и Ирска. Исто така имавме ние во соседството еден таков сложен грб. Значи Србија и Црна Гора, грбот на Србија и Црна Гора и на Југославија беше грб поделен од две територии, поделен од две суверени држави. Значи обликот на грбот ја дефинира и власта. Значи кога пред неколку години кога беше законот за знамињата, весниците беа полни со некое решение за грбот, каде што на еден грб ќе се постават, да речеме, црниот двоглав орел, белиот двоглав орел, тркалото, не знам, полумесечината и звезда. Но заедно, лавот. Да, сите заедно, но хералдиката е една екзактна наука. Не трпи. Да, и кога ќе се види сето тоа, тоа значи дека тоа е нека конфедерација од сите тие држави. Значи не представува целина. Да. Не дефинира унитарна држава. Не, апсолутно не дефинира, туку дефинира една конфедерација. Затоа што по дефиниција народот не може да има грб. Ќе одиме со рекламите почитувани, јас се очекувам во поголем број вечерва, со оглед дека реков дека одиме преку сателити, преку нашиот редовен канал, македонска од МРТ каналот. Значи рекламите се многу куси и секако вашите СМС пораки. Одиме со рекламите. И уверете се во сето она што Kia Ceed Caravan е подготвен да ви го понуди со попуст до 1500 евра. Kia Motors Македонија. Swanson Health Products ви ја представува Menopause Essentials, уникатната формула создадена од Swanson за да им помогне на жените при менопаузалната транзиција и да овозможи хормоналните промени да бидат благи и безболни. Секогаш светата е мајка на сите гревови, но не се работи за света. Јас најпрви му се заблагодари на колегата Оливер Бранковиќ, кој ги користам материјалите, што е една македонска телевизија емисијата, за и околу хералдиката, верувам дека е интересно и во секој случај.
да се ова представи на македонската јавност. Со оглед дека, верувам дека ќе се согласите со мене, недостасува, господин Јоновски, едукација, информација во делот на хералдиката во Македонија. Кај нас беше стани са бајле со петокраката, легни си со петокраката и со тој грб. Значи народот немаше можност да види што имаше пред тоа, нели? Затоа велам, убаво е, режијата ќе замолим, дека пушта повеќе од тој материјал што го има македонската телевизија и верувам дека ќе биде една добра едукативна, во едукативна смисла на зборот. Но молам почитувани гледачи, сакам да поставите прашања. Со оглед дека вечерва поканив не политичар, експерт, човек кој е најповикан да одговори на прашањата за и околу белегот, грбот. Значи, човек кој има одговор на сите ваши прашања. Верувам дека е предизвик за сите вас, еве и прашањата што ги упатувате, верувам дека не се во делот на емисијата. Знам дека лустрацијата, да, имам гледач. Да. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, кој се јава? Севам од Дојра. Да, може малку да го стишите телевизор. Да, повелете. Имаме еден специфичен предлог, мислам, со секоја честна традицијата, сепак би сакал нешто да имам и порака против, например, да се напише книга, Бог ја сака Македонија и ги чува македонците, и на сонце, или да речеме на лав, на книга, значи книгата да биде тоа, пошто во тоа време, да не се стави акцент на само на лавот, него на идејата на книгата, па и нешто да се додаде, да речеме вака, за и албанците две се. Значи, во таа смисла, значи, книга, Бог ја сака Македонија и ги чува македонците. Многу за македонскиот грб во Алтхановиот грбовник од 1614 година. Има прашање, ако може да доставите. Тоа е еден интересен грб и интересно е кај него што тука првпат се јавува двојната опашка. Значи, на оние првите што ги спомнавме, лондонскиот грбовник и кореничниот ориш го представуваат лавот со една опашка. И круната се наоѓа не е над главата, туку е подигната, додека првпат се јавува она што го нарекуваме ние земски грб, првпат се јавува во Алтановиот грбовник од 1614 година. Ќе вклучиме неколку, вие можете да ги нотирате доколку може. Еве да вклучиме неколку гледачи. Повелете, кој се јавува? Ве слушаме. Да, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Слушаме, нели? Да, се слушаме. Господин Томич, повелете. Интересно е што имате компетентен човек во дискусијата. Така. Меѓутоа, јас би го дал своето размислување во друга насока. Да. Во смисла, во што е проблемот на постоечиот грб? Тој е символ на богатството на Македонија. Се можда што еве ви пречи црвената звезда. Не може ли таа да стане жолта звезда, како синоним на универзумот, а еден ден и синоним на Европската унија? И да не правиме никакви проблеми, не? Добро. Значи, дали може звездата да се смени, да остане натаму, колку што го разбрав? Ја разбрав господјата. Звездата која што е на нашиот грб, во таа иконографија е многу јасна порака. Значи, тоа е звездата на комунизмот на посветлата иднина и да смениме бојата, нема да смениме нешто затоа што тоа нема да биде европската звезда, ниту американската звезда. Вистина е на тоа дека и европското и американското знаме се полни со звезди, но таму звездите символизираат нешто друго. Како што спомнавме, нашиот грб, нашиот амблем е направен според урнекот на Советскиот сојуз и на сите други социјалистички републики и тој дизајн е јасно поставен дека звездата е комунистичката звезда, значи на идеологија. Добро вечер, кој се јавува? Ало, добро вечер. Добро вечер. Владо Павлов од Кочани. Повелете, господин Павлов. Ве спомнав предно. предно. Поздрав господине Томич и поздрав до гостина во емисијава. Благодариме, поздрав. Значи, сите ние овде као истражувачи би сакале да дадеме свој придонес, а наша среќа беше што го пронајдовме и грифинот во околината на Кочанско во Суговијата
Значи, наш захтев до сите граѓани на Република Македонија, еден од најголемите аргументи за новиот грб да биде Грифинот. Значи, јас овде сакам да пренесам една песма од Хомер, кој вели: од земјата Арк се оди далеку во земјата Бактрија, каде има многу зли луѓе. Во таа земја Арк растат дрвја кои даваат волна како да се од овца, а од волната прават кајнини. Во таа земја Арк има водени коњи кои се луѓе, половина коњи и јадат само луѓе кои им се доближат. Во таа земја Арк има многу грифини, повеќе неголи на други места. И кажува дека има тело од лав, а глава од орел. Тоа е вистината, бидејќи се така створени. Грифинот има тело повеќе од 8 лава и криле од мокни 100 орела. И така натаму, и така натаму. Значи, би сакал да дадам еден апел. Грифинот ќе биде забележен како чувар на рајот најпрво, потоа ќе биде забележен на кралската лоза на Аргестиите како чувар, па и како чувар на кралската престолнина Бела, а и чувар на самиот крал на кралевите и цар на сравите Александар III Македонски. Понатаму Грифинот ќе биде забележен и како чувар на најголемите ризници во целиот свет на Александар Македонски. Мислам дека овие факти доволно кажуваат што значи Грифинот и на жалост на сите нас е тоа што најголема штета е што никој не знае што значи Грифин. Значи, на среќа е тоа и штета што не се доистражил и верувајте ми дека нашиот Грифин кој што го пронајдовме е многу постари од оние од Египет. Значи 3300 години пред Христа е досега најстариот Грифин во целиот свет. Доколку почне истражувањата и доколку се разложи целиот проблем околу Грифинот, верувајте ми, ова ќе биде најстариот Грифин во целиот свет. Благодарам многу. Од таа информација, велам, дали е тој Грифин наш најстар од сите што се пронајде? Јас навистина не ги имам видено самиот Грифин и не би можел да кажам. И како што спомнавме, Грифонот е едно од најстарите митски суштества кои што обстојува илјадници години. Барем тука кај нас на нашето тло обстојува барем 2000 години. Значи, она што е најстаро до сега најдено и датирано е од 4. век од старата ера, значи од локалитетот кај селото Марвинци. Така. Јас, да, замолив, значи, нека стои телефонскиот број за гледачите. Добро вечер. Кој се јавува? Ало. Добро вечер. Ало. Повелете. Сакам да поставам прашање едно. Повелете. Ме интересира само едно. Сакам да му поставам прашање на гостино. Дали ние македонци кои живееме на тлото на оваа земја треба албанскиот народ во оваа држава да ни кажува дека символ на македонското знаме не треба да биде лавот, привидејќи албанците во оваа држава не се чувствуваат во преамбулата на знамето дека тие живееле на тлото на оваа држава. И сакам да му поставам прашање на гостинот, дали исто тој е за оваа тема, како што албанците го негираат македонското знаме, а на сето тоа тие сакаат на секој може начин да го представат знамето на Албанија со нивниот орел. Добро, се повторувате. Благодарам што се јавите. Јас претпоставам дека оваа емисија не треба да биде емисија на гладиаторство. Значи, емисија на еден едукативен процес на информираност и на информирање, да збориме што е хералдика, што е грб и каков треба да биде грбот на Република Македонија. Јас би сепак одговорил на ова прашање, кажувајќи го ова, дека земскиот грб, како што и самиот збор кажува, е грб на земјата, на територијата. И тоа не е грб кој што представува некој народ. Како што претходно спомнав, грбот не може да го представува народот. Едноставно, народот може да има знаме, но народ не може да има грб, затоа што државниот грб е на самата институција. Така, лавот не значи зборуваме нели за земскиот грб, е грб на земјата. Друго е прашање дали ние ќе се чувствуваме дека тој символ е наш или не. Така. Добро вечер, кој се јавува? Ало, добро вечер. Добро вечер. Сакав да речам за предлог за ова за грбот. Да. Ми се беди со ова што беше предлогот лав со орелски крилја.
Прво вака, лавот е символ добро на светлината, а орелските крилја, кои од браќата Константин, орелски крилја, как да си ветнам и така. Тоа би бил мој предлог. Толку. Хвала, пријатно. Благодарам. Се поистоветува со грифинот, нели? Не, добро, има разлика хералдичка помеѓу грифонот и крилест лав. Затоа што крилестиот лав има тело, целосно тело на лав, Значи, не и во крилја двата. на... Да, разликата е во главата во основа и во предните нозе. Нели, лавот кој што е крилат е символот на евангелистот Марко и како таков се наоѓа, значи, во сите цркви, ако зборуваме за неговата присутност, затоа што нели се представувани сите 4 евангелисти и еден од многу честите представи, кој што е, но не е представа директно врзана на Македонија, туку на евангелистот Марко. Вели, поздрав од Мичо Опера. Предпоставам, знам за кој Мичо се на збор. Грбот на Македонија, да, вклучете го гледачот, е символ кој треба вечно да трае. Значи ли тоа, ако не дај Боже, се промени името, треба да се менува и грбот. Македонија е една и само една. Вели Мичо Опера. Но, еве, имајте го прашањето, да слушнеме. Добро вечер, кој се јавува? Повелете. Ало? Добро вечер. Добро вечер, поздрав до вас и до гостинот. Благодариме. Интересна емисијата, компетентен човек, меѓутоа мислам дека во основа ја следовте работата на погрешен насок, односно цел. Сите работи наведуваат и кај Матковски во истражувањето дека треба да биде лавот. Зашто? Монетите на Александар, тој е представен и според сите кажувања на така, на историчарите и современиците на Александра и подоста, кажуваат дека македонските кралеви повеќе сакале да имаат лавја глава, односно дел од телото на лавот, на своите глави, отколку круни, позлатени и диаманти. Сите овие грбовници што се во средновековието кажуваат исто така дека и барем јас не знам за други работи, грифонот или слични работи, не се ставени. Едноставно доминира лавот и тоа црвен лав на жолто, на златна основа. Благодарам, пријатно. Благодарам многу. Каков е бугарскиот лав денес, кој тој треба да се разликува од нашиот, вели? Значи, според законот од 1997 година, Република Бугарија го дефинира својот грб, кој што е, значи, златен лав на црвена основа, кој што одозгора има круна и има два штитодржачи лавови и одоздола има мото кој што вели дека соединувањето ја прави силата. Така. Благодарение на современиот македонски грб, логично е да биде кралот лав Грифон, ова ќе биде компромис за сите граѓани. Значи, јас, како реков, не размислувам за компромисниот дел, велам дека Грифонот е втемелен во историјата и во европските грбовници. Значи, постои, да. Значи не е фикција. Да, не е нешто што е сега направено заради компромис. Да. Добро вечер, кој се јавува? Добро вечер. Повелете. Да. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Добро вечер, се јавува Сребре од Шведска. Повелете. Моето прашање е јасно и гласно. Првен поздрав до гостинот и до вас, господине Томич. Благодарам. Моето прашање е следното. Како што слушавме вечерва, низ векови се менале разни грбови во Македонија. Па моето прашање е, кое би било најреалното или најреалниот грб на Републикава? Така, благодарам многу. Директно прашање. Да. Значи, јас со ова ќе дадам одговор на еден од претходните така гледачи што спомна. Значи, тој го посочи Александар Матковски, нели книгата што ни е позната Грбовите на Македонија, но тоа е само еден дел од целокупната историја и целокупните представи на Македонија. Александар Матковски пишува само грбовници кои што му биле нему достапни. Значи, тоа се грбовници кои што се чуваа, нели, на територијата на бившата Југославија и уште некој грбовник што се чувал во Италија. Така. Не му беа целосно непознати другите грбовници. Да вклучиме само уште два тројца, само кратки прашања, молам бидејќи веќе до крајот на емисијата. Добро вечер, кој се јавува? Добро вечер. Добро вечер. Јас сум Рефик, се викам албанец. Повелете, господин Рефик. Иако доцна се
случаи Добро. во емисијата. Повелите. Како што дознав дека се работи во врска со грбот на држава. Да. Ако стои предлогот дека сегашниот грб само звезда да се симне, ја се сложувам за тоа. Иначе ако се менјава целосниот тој сегашниот грб, тоа е друго прашање. Звездата звезда, сега дали комунистички или не, и космосот има звезди, тоа е знак на светлина. Али ако се симне таа звезда дека претходно било така, ако остане таков, ја се сложувам со тоа. Иначе ако се додава други лавови и други символи, јас како албанец не би се сложил за тоа. Благодарам. Добро. Ова беше интересен став. Тоа е еден од ситуацијата во Македонија, затоа што албанскиот блок никогаш не даде со конкретно решение, туку беше сличен ставот. Значи, ако вие правите нешто, ние не се согласуваме. Значи, тоа воопшто не е конструктивна анализа, нели, или конструктивна работа, да се излезе со конкретно решение. Значи, ние го сакаме ова, дали можеме да работиме заедно. Да. Дали е тоа факт дека треба подитно да се соберат научните потенцијали, експерти, значи политичарите да си заминат на страна и да слушат, и да научат, и да размените мислења, односно да говорите со фактите и со историјата. Апсолутно. Значи, ова прашањето за грбот, иако има политички консеквенции, сепак е работа на стручњаци, а не на луѓе кои што ги движат поинакви мотиви. Така, ево само уште еден гледач да вклучам и ќе ви дадам завршен збор. Повелете, добро вечер, кој се јава? Ало. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав за вас и за гостите. Благодариме. Да му последно прашање на гостите. Повелете. Во претходната емисија ката е символ на народно-ослободителната борба, а сега велите дека е символ комунистички. Добро. Повелете. Да, значи во законот кој што е од 46-та година, во образложението, односно не во законот, стои дека звездата е символ на народно-ослободителното движење. Сепак звездата во тој контекст, значи во таа иконографија која што е поставена врз тие житни култури, едноставно е символот на системот. Значи, како што рековме од може ли да имаме во скорешно време вистинска формула и излез од тој галиматијас, да речам, и да се доеднесе вистински грб, бидејќи реков чуму ни е држава без грб? Или бива ли држава без грб? Значи, тоа, за жал, е политичка одлука, политичко решение на целата таа политичка констелација, но од стручната страна немаме многу големо двоумење. Значи, Македонија, спомнавме, има богата традиција, хералдичка, нешто што е веќе познато, нешто што е аплицирано и одговорот треба да се бара таму, а не во некои политички моменти кои што денеска се едни, а следниот пат може да бидат други. Како што рековме, грбот треба да е трајна ознака, а не нешто што ќе ги следи мандатите на и коалициите на политичките партии. Господин Јовновски, ова е ваше прво гостување во Отворено со народот. Реков дека нема да останеме, ќе продолжиме и натаму. Значи, ја начинавме тој серијал за и околу белегот на државата. И посакувам добро здравие, успех во работата, бидејќи сте прв човек на асоциацијата и председател на хералдиката во Македонија, Македонското хералдичко друштво, здружение, и ве молам што повеќе на народот да му се објасни. Оставете ги политичарите нека учат од вас, бидејќи има некои навистина читале, не дочитале, учеле, не доучеле, а никош не е доцна да научат. Оти човекот се учи додека жив. Уште нешка благодарам и вие, почитувани, бите живи и здрави. Верам дека ќе го испоштувате она што го замолив и ве замоли игуменот Партенije, да се интегрираме сите заедно, да заборавиме кој сме, што сме, од каде сме. Навистина, уште нешка благодарност до сите граѓани на Република Македонија, независно од која нација, еве се покажа и нашите пријатели албанците, турците, сите кои живеат околу светилиштето, Свети Јован Бигорски, дадоа се од себе. Се соочија со предизвикот да се совладат јазиците на
огнот, да не го уништат тоа што со векови представува парадигма и порака во светот дека Македонија уштенашка е синоним на христијанството, на човеколюбието, на хуманоста. Затоа бидете хумани натаму. Подарете тоа што навистина не представа многу. Откажете се одно пакло цигаре, од еден пијалок, да не речем еден доручек. Тоа ќе биде многу нешто што навистина Господ уште повеќе ќе ви го возврати. Господа е благослови Македонија. Пријатна вечер во недела во 21:05 повторно на овој канал, репризата, а утре во 11:30 сателитскиот канал. Не следи и натаму кој вечерва во Австралија, радио Илинден. Пријатно.